Имате 1000 причини да не ме сакате, ама немате ниедна за да ме мразите. Не можеш да мразиш човек што не го познаваш. Како може да ме мрази тој кога ја не го познавам? Се чувствуваш ли на темата љубов, врски, девојки, жени, успешен или неуспешен? Ја мислам дека више дегутантно да ме прашувате за љубов и врски. Зашто? Не, стално го кажам како што Здравко Чолич. А сега не може на 72 години он уште ми пее подсепачу чарапице гачици. Тоа не иде. Не оди Маја, мора да се зложи дека на 70 и кусур години има човек. Значи, некои работи... Се со свое време. За жал, кичот, шундот и турбофолкот завладеа и со Македонија. Бар да беше наш. Нели, ќе го средевме некако. Туѓ! Не сум хипокондрик, ама само викам, не бе, ја ќе рокнам брзо, ово ми е задње кречење. И се смеја. Да, ма јас си правам контрамалеви, ти си од наша генерација, сам си правиш контрамалев. Добар ден, да ве поздравам сите. Значи, драго ми е што повторно ќе се дружиме после толку години. Еве во еден нов подкаст Равенка за успех се вика. Тука сакаме да представиме некои интересни животни приказни каде што нели успехот е акцентот, а нормално за да се дојде до успехот има многу премрежја, многу ситуации, амплитуди животни. Значи, кога збориме за успех, не мислиме само на успех на работен план, нели има животни успеси кои се многу побитни, позначени од кариера и од таква нешто слично. Така да бираме гости кои имаат колоритен живот, кои имаат повеќе драстични амплитуди во животот, за да видиме како еден човек знае да се избори со ситуациите во животот и да исплива на површина. А мислам дека нашиот денешен гостин е идеален за почеток, бидејќи има баш колоритен живот со многу премрежја, многу интересен соговорник. Значи, ако почнам сите тие негови описни именки да ги кажам што е се, мислам дека многу треба да зборувам. Игор Џамбазов накратко ќе кажам, знаете за кого станува збор, многу често е по нашите медиуми, меѓутоа кога и да е, секогаш е интересен за слушање. Иако е глумец, и пеач, и шоумен, и све останато, што е нели многу таленти во една личност, најинтересно е што се што презентира, го презентираш на еден многу интересен начин и секогаш го задржуваш вниманието на гледачите. Затоа јас сакав да ми бидеш прв гостин да го пробиеме ледов. Добра ти идејата. Добре, нели? Здраво, Маја ми недостасуваше мене како публика и јас дури кога ми пиша, бидејќи ние сме инфлуенсерки, нели, се гледаме само на Инстаграм, мислев дека ти си активна, но бидејќи немам време да ги пратам сите ваш медиуми, викам можеби имаш некаков ваков, јас мислев дека ти веќе го работиш ова. Драго ми е дека што се вратих затоа што има еден наплив на припаднички на понежниот пол кои повеќе се занимаваат со тоа, кои се погрижи за нивната гардероба, отколку со суштината на проблемот за кој се зборува, темата на емисијата. Мислам дека недостасуваше во таа смисла, во таа интелектуална смисла, во смисла на тоа како треба да се изгледа на телевизија, како треба да се однесува човек, твојот јазик и тоа. Имаме многу малку како тебе, баш ми е драго дека си тука. Фала ти многу. Пукај сега. Искрено, сакам да доловам она што е суштината на едно функционирање на една личност и на еден човек, бидејќи и моето животно искуство и искуство во водителството и животното искуство што е уште побитно, покажува дека во животот суштината на крајот е нешто сосема друго. Не е ни успехот во работата, не се ни наградите, не се ни сите оние други ситуации добри и помалку добри, така ќе ги речам, ајде не лоши, а има и лоши секако. Сепак на крајот кога човек ќе дојде до еден мир, до нешто што го прави спокоен, да ги согледува работите од една птичја перспектива, е веќе една добра состојба, успех. Игор, од кај да почнам со тебе? Ако почнеме од твоето детство, тоа е многу одамна, твојата кариера почна на помалку од 10 години и имаш пред се семејство во кое навистина предодредено е да бидеш успешен, растиш со луѓе кои имаат огромен талент, што генетика, што она што го гледаш. Да, и меѓу другото, и јас како многу мал сум сакал да бидам пожарникар, авијатичар и тоа, ама на 6 години јас веќе знаев дека ќе бидам тоа што сакав да бидам. Тоа што се мојата мајка, мојот татко и така натаму. Подосна и мојот дедо. Деда. Добро, ги знаеме сите, значи Петре Прличко е нешто што е навистина за Македонија права легенда. Споменици за него, филмови кои се уште фестивали, награди се. Анче, актерка, исто премногу забележана.
твојот татко Александар Џамбазов е човекот маестро, така е. Маестро Џамбазов е цел животен век го помина во радио, телевизија, Македонија, македонска телевизија. Тој имаше едно преубава енергија и се бавеше со музика толку години, беше иницијатор за Златно славече, диригент, композитор и така натаму. Што повеќе доминираше во твоето детство, музиката или актерството? Кој имаше подоминантна улога од твоите двајца родители на тебе? Кој имаше посилно влијание? Па они се трудеа да не влијаат на мене. Но ти реков пред малку, јас веќе многу мал сватив дека ќе бидам или едното и другото. Не може би дека ќе бидам обете, но дека ќе бидам или едното или другото. Значи, ете, ајде речеме пар не пар беше. Во понеделник после часовите татко ми ќе ме земе, ќе ме однесе на проба со бендот. Джез оркестар, да слушаш во живо 50 души да ти свират. Тоа многу малку го искуси. Вечерта одиш на представа да ја гледаш мама или дедо. Значи, испомешана беше кај мене. Некојаш ќе се позапалам повеќе ако се прави добра представа во театрот, ќе ја молам мајка ми, сега зборувам кога сум имал 6, 7, 8 години, да ме носи на проба, на представи. Мајка ми кама не може, треба да идеш во школа. Ама ја, мамо, се знам што ќе идам во школа. Знаеш, тоа те предодредува, но па да се запрашаме, ајде, нели ние сме биле на удар секогаш, децата на уметниците, па мајка му, татко му, не е така. Не е така. А сте провериле во државна болница колку има ќерки и синови на докторите, на лекарите, на лаборантите? Тоа се генерацијски придоби. Зошто? Што има лошо во тоа? Ако бил татко ми добар музичар, природно е да посакам да бидам. Може јас навистина ќе завршам како пожарникар, но природно е да посакам. И не сите успеваат, Маја. Сигурно. Значи, низ држава имаме ние синови и ќерки на музичари, но не сите успеваат. Оние поумните си одат, менуваат професија. Не е ни тоа трагично на 24-5 години да ја промениш својата професија. Добро, види во, можеби тоа помага на почетокот, ќе дојдеш до едно ниво, ама да се одржиш толку години и ден денес да си интересен. Тоа е најтешкото. Тоа е, значи, твојот личен талент. И во Македонија, не може тоа си уште мајка ти татко да го прави. Како и во Америка, можеш лесно преку ноќ да станеш звезда. Да. Но колку ќе обстанеш? Мене, кога ми викаат, ти се случило ова, ти се случило она, ти се... Па, тогаш, тоа ме прави уште поголем, штом се тоа ми се случило, а јас сепак се уште сум, еве ќе ти кажам, бидејќи равенка за успех. Што е мојот најголем успех, Маја? Дека сум жив. Тоа е прво. Второ, дека сум нормален. И испаднав многу понормален од некои мои колеги. Јас не завршив во затвор. Не бев на тапет ставен за измами, не бев посудења. Секој си е креатор на својата судбина. Јас одлучив да бидам таков човек. И сега на овие години, сега зборувам како некој дедо, но навистина јас веќе имам 61 година. На овие години сватив дека се уште најсреќен ме прави кога јас усреќувам некого. Ама тоа е секојдневно. Тоа е од девојчето овде во погон, каде што пијам кафе, овде во комшилукот и живеам јас во студио, до режисерот на представата, што ќе го изненадам со нешто на денешната проба, или на некој колега ќе му донесам скриен подарок од дома на проба. Значи, сум мислел на него. Нивната радост за... Како да ти објаснам? Кога имав 25 години, тоа не ми значеше ништо. Но сега ми значи многу. Значи, успех е исто така. Покрај тоа што ќе останеш нормален. Да имаш и такви нормални пријатели околу себе. Токму тоа е можеби многу битниот момент. Најбитниот. Семејството го изолираме од ова, тоа се подразбира. Да. Тоа се подразбира, јас сум рак. Тоа се подразбира. Но еве така, знаеш, не е битно дали ти е колега од работа или ти е комшија од детството, растале во исто мало или сте биле во војска заедно. Битно е каква енергија сте размениле. Колку он те памети тебе, колку ти него. Да. И кога ќе сватам, Маја, мене кои ќе ми речат, што е тој Џамбазов, што успеал во живот? Еве, се ставам, се ќе запалам што сум направил. Тоа што познавам, не да ме познаваат милион луѓе, јас познавам милион луѓе. Сериозно. Ама имаш меморија страшна. Не би, ма затоа што сум сакал да ги запознам. Значи, некој фасцинираш со терминологии, со места. Има ли поголемо богатство да одиш во едно место,
за кое половина скопјани не чуле, а една третина никош нема ни да отида таму и да сватиш дека секој втор знаеш како се вика. Тоа е, значи, Затоа што си бил не еднаш, неколку пати ти се допаднало местото, те плениле тие луѓе, те купиле со нешто. И ти, затоа што се нормални кон тебе. Мене долу никој не ме малтретира. Се сликаме, тоа, ми потпиши. Никој што само во Скопје се случува. И тоа на многу еден необичен начин. Знаеш, во Скопје ме доживуваат како некој што е недопирлив. Ја никош не сум бил таков. Јас за бајле купувам млеко, како сите овде во Козле, во истата само послуга. Си правам муваме, шетаме кучиња, разговараме за болестите на кучињата и мачињата, за шинтери, за тоа како државата се грижи. Тоа е таа фама околу јавните личности што се прави, нели, креирање на некоја си слика. Да. Што нема врска со тебе. И вика, се успех во кариерата. Прочитав и мислев дека е на Џорџ Клуни, ама просрчав малце што викаат, маливе, сепак е на Ентони Хопкинс. Вика, ништо во животот не сме научиле од успесите. Сме научиле само од поразите и од неуспесите. Да. И затоа не ви велам да се радувате на неуспесите. И тоа од личните. Да, Никој само да не ве обесхрабруваат неуспесите. Значи, јас сум бил во ситуации кога тврдам 90% од мојата фел луѓе да им се случеше тоа што мене ми се случуваше без било друга кривица некој да сноси за тоа. Јас сум виновен за тоа. Но мислам дека немаше да го преживее. Нешто ќе му се случеше или со здравието или за среќа кај мене удри малце на здравието, ама колку да ме опомене, колку да ме опомене. И знаеш кога ќе легнеш таму и кога ќе сватиш колку си бил блиску до оној свет, а јас навистина бев блиску, тогаш се станува неважно. Кариери, награди, пари на сметка, ништо не е поважно од семејството, пријателите, неуспех е што немам деца, ја го сметам тоа за неуспех. Неуспех е што немам една невеста ко тебе да ми се шета по куки, да си ја водам во кино, да одиме заедно на летување. Тоа го сметам за неуспех. Но јас знам како се справувам со тоа. Знаеш, тоа не е слабост човекова, тоа е таква судбина. Јас верувам во судбина. Ја би се сложила исто. Да. Едноставно некогаш не може се. Не може се, па кој не сака да биде во се успешен. Јас искрено патам што немам деца, зашто ја многу сакам деца. А сум бил многу блиску, неколку пати сум бил многу блиску. Но ете тоа кога ќе се уроти, тоа е можеби некако некој не крсал, што викаат младиве, еве сестра ми Тања исто. Таа е 59 години. Сакав баш да те прашам за сестра ти, колку сте блиски, пошто живеете на две различни. Ние живееме најдалеку. Да. Значи Скопје, Сан Франциско е 10.000 мили или 14.200 километра. Нема подалечна точка од тоа. Но еве со технологиите едно, второ во последно време навистина морам да ја пофалам почесто доаѓа. И се појавуваат работи тука низ Европа, Рим, Париз, Германија, пријатели да види, сега беше во Виена, па дојде тука. Та почесто доаѓа и сега веќе кога ќе дојде имаме време, последниот пат да речеме воопшто немаше време да ме види мене. Се видовме првиот ден и последниот ден со зеткото дојдоа кај мене додека го чека авионот, но мене ми беше сосема доволно. Она сакаше се види своите пријателки од детството, со бившите дечковци. И така да пушти 2-3 солзички така за тоа колку е убаво Скопјето и што се пропуштила. Но кој ќе се врати во Сан Франциско, тоа веднаш се заборава. Она наистина живее убаво. Живее на планините покрај Сан Франциско, во една куќа што ја направија со Ерик Џонсон. По-американец здрави, Ерик Џонсон. Зето. И ја работи работата што ја сака, авантуриста е, како мене. Ете, дека нема правила, она па баш женски боем, сега на 59 години ми изјави пред некој месец, она дефинитивно ќе остае оваа работа, пари повеќе не требаат. Кај ќе одиш, бе, сестро? Ќе одам да ги спасувам шумите во Амазон. Браво, викам, сестро. И она сериозно сака да го прави тоа, да волонтира. Браво. Имало и почукнати од мене во фамилијата. Браво. Она е еден посебен човек. Значи, она е првата македонка која учествувала на TED конференција на тлото на Соединетите Американски држави. Не овие експозитури што се прават тука. Па се појавуваат и несоодветни личности за таму. Незиното излагање траеше околу 18 минути за еден незин софтверски проект. И откако тоа излезе на YouTube, она тогаш
ги доби најдобрите понуди во живот. Она сега и беше роден ден на 7 септември, викам сестро, чувај си го здравието, само ти ми остана. На вистина ние си останавме сами еден на друг. Да. Ама не се предаваме. Она е гледа, она ќе ги спасувало допрва шумите во Амазон, што нема да работи. Значи вие сте стварно посебна енергија си носите, таква движечка енергија. Да, тоа го има и мајка ми и татко ми, тоа го имаше дедо ми. Тоа го имала и мојата вистинска баба, која починала уште пред да се родам јас. Тоа се гени, веројатно. Гени, сигурно. Гените се го прават своето, а и влијанието, нели? Сето она што го гледаш додека растеш, да, некако го попримаш. Да, па да се вратиме на твојов успех. На мојот. Значи, општо на тоа, да. Значи, понекогаш сум размислувал, како многу што е тоа успех? Што значи да си успешен во Македонија? Јас познам многу успешни луѓе, ама тие се забарка, Точно. шеф на оделение во некоја државна институција, се успешни луѓе. Или некој обичен работник во театарот. Го гледаш со години, еден човек што работи таму во реквизитерницата, ни ги подготвува овие, како се табакерите за представа, ни реди цигари, накитот го спрема, го чисти, саатите за опрестава. Па тоа не ли успешен човек? Успешен во својата професија, се функционира со години безпрекорно, никогаш не заборавил ништо. Околу нас цел ден гледаш неуспешни луѓе, но голем дел од успешни луѓе, но голем дел од нив се несреќни. Успешен, а несреќен е најлошата комбинација што може да се случи. Значи, Јас го имам искусено, Маја, на своја кожа. Може би 5 од моите 10 успеси во животот, на сите полиња, јас не успеав да ги доживеам. Не успеав да се израдувам. На некој нема време да се израдувам. На некој нема волја да се радувам. На некој дури не ги убедив луѓето дека барем пријатно се чувствува. Толку бев, кога во лошо време ќе ти се случи убава работа. Е исто така страшно, како кога во добро време ќе ти се случи некоја лоша работа. Што те прави среќен? Еве, зборуваме за пријателите и за луѓето кои сакаат да те слушаат и кои ти ги радуваш. И ти имаш потреба луѓето да ги забавуваш, имаш потреба на луѓето да им приуштиш нешто убаво, да ги изненадиш, како што ми кажа. Што е она што тебе може да те израдува и како ги бираш пријателите? Што треба еден пријател да има како карактеристики за да биде за тебе пријатен, да ти прави убаво чувство кога седиш? Јас живеам во Дојран и таму пријателите сами си доаѓаат. Буквално. Сите луѓе, никој не ме однесе кај некој дојранчанин да им рече, ова е тој. Не, сите си дојдоа спонтано. И после само си се филтрираат. Некои сакаат премногу на почетокот да нагазат со пријателството, обично брзо завршуваат, некои што сакаат тоа и природно и постапно и ден денес. Јас сум другар со сите во Дојран. Се обожуваме обострано. Јас сум можеби најголемиот амбасадор на Дојран. Тие тоа го знаат. Да. И еве сега оваа година, после 5 години престој, имав концерт со мојот бенд во паркот во Стар Дојран. Беше преубаво, Игор Џамбазов и Гуру Харе бенд го свиравме дојранскиот блуз. Тоа ме прави среќен. Тоа, ако ќе ми дојде некој од вас во Дојран, тоа ме прави најсреќен. Дојди од Дојран, куќе имам вече. Што има таму во тој Дојран, комарци, жешко е. Јас сакам да дојдам, кога зборевме последниот пат, баш викам колку добра идеја, не сум била, па не знам од кога. Баш кога имаме план Б секогаш. Разочарана си од престојот во Дојран. Грчка ти е тука на Халкидики за пола сат. Си таму со колата. Одиш во Солун да се рефрешираш. Се е близо. Што обично си разговарате ве со пријателите од Дојран? Пошто веројатно искуствата животни се сосема различни. Апсолутно. Значи, они си се занимаваат со нивните тековни животни проблеми, а јас само гледам да помогнам кај што можам или да не одмагам кај што не треба. Но, ете така, Дојран е мало место, секој 2 дена сме некаде. На ракомет во Богданци одиме да го гледаме Младост, не знам, или фудбал сега во втора лига Брегова, или Кожув, кошарка во Гевгелија, или Струмица, еден куп настани. Или постануваме во Дојран. Се гледаат надпревари, фудбал, се што е популарно кај нас, популарно и во Дојран. Со тоа што, ти кажам, незадоволниците одат во Грција се рефрешираат и веднаш се враќаат. Одиме по секој втор ден на некој мој роден ден, или слава, или годишница од брак. Мало место и сите одем. Јас понекогаш одам кај деца што не ги познавам. Ама одеме кај мама, пак ќе се запознаеме, така. Јас имам многу убав социјален живот таму. Супер.
Да речеме сега последниве неколку месеци ги потрошив на подготовка на приредбата на основното училиште Кочо Рацин во Нов Дојран. Со драмската секција, со оркестарот, со хорот подготвивме еден настан, шоу за Кочо Рацин. Дојдоа родителите, заради мене и рекламата дојдоа и други луѓе и беше еден прекрасен настан. Еве поздрав до директорот, до сите таму наставници, ова се уште има ентузијасти, да знаеш. Тоа, или да речеме, еве ти спомнав, одиме на спортски настани, дојранчани многу сакаат спорт. Или некој нов направил викендичка, направил спрат од куќа, значи се измислуваат поводи, така се дружат, бидејќи сега да си бидеме на чисто. Дојран од септември до мај е здодевно место, но ја затоа избегав таму, затоа што е здодевно, нема ништо. Сите викенди се полни, и околу Нова година и зима пролет полни, но од понеделник до петок во ноември јас сум сам на езерото, како да ви објаснам. Игор, имаше ли среќно детство? Леле, јас имав најсреќно. Јас го напишав во една од книгите, посакувам сите деца на овој свет да имаат детство како мене. Јас не бев толку многу гален и мазен и пазен. Напротив, затоа што моите беа, и може би беа во право, моите беа многу исплашени дека 12 годишно дете 2 години не се вратило дома и се дружи со 40 годишници, 50 годишници, оти нема со кого се дружи, со луѓето од екипата, разбирате? Кога го заврши снимањето во Охрид, се оди во хотел, луѓето се изморени. И таму што прават екипата? Сниматели и ова, тоа е дел од традицијата, се игра бридж, карти да се бајат, се пие виски, се пуши. И јас сум бил тука. Јас не сум почнал веднаш тоа, но тоа некако ми станало како расте. Начин на живот. Апсолутно, да. Тие искуства во волшебното самарче, како ги доживуваше, како некаков личен публицитет, кога ќе се вратиш на училиште, веќе беше популарен, нели? Да. Јас снимав и пред волшебното самарче, но правата популарност ја донесе волшебното самарче. Но, ете, кога почна да се емитува волшебното самарче, јас бев прва година гимназија. Значи подоцна. Оти го снимавме година и кусур и постпродукцијата траеше уште една година, значи се снимаше 75-та, 77-ма се емитуваше, јас бев прва година гимназија и сеќавам дека првпат ме гледаа на друг начин некако. Знае они дека сум јас синот на таа глумицата и тоа, но сега има, сеќавам дека часовите ни завршуваа во попладневните часови во 5:20, како сега се сеќавам, а волшебното самарче одеше од 17:45, од 5:45. И ние сите трчавме од Ѓорги Димитров, моравме да ја заобиколиме Алумина и да дојдеме овде во Козле, кој во кулите, кој во зградите. Штама беше по улица. Немаше дете по улица, кога одеше волшебното самарче и репризите беа во недела. Да, едно детство што би го посакал на сите деца, едно детство во кое сепак јас успеав да се измолкнам на правилата поставени од мајка ми и татко ми и од тие што ми беа доделени како тутори да се грижат за мене за време на тие големи патувања, снимања, напорни и тоа. Јас сепак успеав да се измолкнам и за жал прерано почнав со некои работи. И тоа мораше се држи во најстрога. А беше ли омилен помеѓу девојчињата, нели, како лик од екраните, Како не? Јас бев многу низок во прва година, кога се емитуваше првпат и немав така некои сериозни, нели, и во трета година јас веќе бев трет, значи многу брзо пораснав заедно со серијата, некако како јас да станав маж, некако така многу брзо се извишив и веќе во втора година гимназија почнаа првите симпатии, тоа, а во трета више имав женска. Значи тоа беше првите љубови. Девојките на Марко едно време и тоа беше. Тука сум веќе на академија, тука веќе студирам глума. Сега баш на Инстаграм објавив една фотографија комплетната екипа, па. Мене ми излезе нешто скоро така како целата екипа, дали имаше од оние од екран некои слики, така нешто, да, од време. Да, половина не се сеќавам на имињата, но овие другите ги знам, но за жал никого од тие не гледам. Никого. Колку што знам сите се живи и здрави, но ете, за жал друг правец. И Скопје стана голем град и Македонија стана и многу се иселија. Раскрстница на баш во хотел Македонија, како пишам, странци, минувачи, се има тука. Навистина се има. Од бегалци до странци се има. Таму го најдов мирот во тој Дојран. И
Еве токму за детството. Ќе ти кажам, дојранските деца се можеби најсреќните деца во оваа земја. Зошто? Значи, и училиштето во Нов Дојран, и експозитурата Нов Дојран и експозитурата во Стар Дојран, кај што учат од прво до четврто, се на езеро, Маја. Значи, школскиот двор им е на 3 метра од езерото. Тука е кошот за играње, тука се спортските активности, преубаво школа, сите живеат тука некаде. Разбира. Дружба. Тоа се деца и јас ме пленија, ме воодушевија тие деца. Дојранските деца се највоспитаните деца што јас сум ги. И јас се уште за овие 5 години не чув дека некое дете од Дојран направило белја. Колата нешто на татко му, нешто да украло, не дај Боже. Нема такви. Добар ден ти кажува секое дете. И викам на дојранчани, во шо е тајната? Браво. Не верувам дека сите вие баш сјајно ги воспитувате вашите деца. А они ми викаат, баш тоа ќе да е. Оти, како инаку децата би биле сите воспитани. Ке отстиш ти по некој бандитче тока. Ама и тоа е воспитано. Ако е бандитче после тоа, од кога ќе заврши муаветот. Да. Жал ми е што се уште има предрасуди околу Дојран. И ете, конечно, за најголемиот успех сега, иако е од материјална природа, е тоа што го направиме заедно со сестра ми во Дојран. Таа куќа фамозна во која ќе се вселам многу наскоро. Ајде, честито со среќа. Да си ми жива и здрава. И па да се реализираш и на оној другиот план. Касно е тоа во другиот живот. Како касно? Никад не е касно. И сега кога ќе заврши оваа представа што ја спремаме во театарот, одиме со Гуру Харе, ова ексклузивно за тебе, одиме конечно во Канада, во Торонто, не викна македонци. Сега не од оние што се 50 години таму, напротив, едно друштво од Скопје, млади луѓе меѓу 40 и 50 години, кои киднале од тука пред 10 до 15 години и оделе нашите концерти и наши фанови. Голем интерес, вчера ни кажа, еве поздрав ако го гледа Сашо Дилев, продуцентот на овој настан, ни кажа дека скоро 90% од билетите се продадени на месец дена пред концертот. Супер. И можеби ќе има уште еден на први. Овој што е закажан на втори, ќе ни дојде како убав излет со Харе. Така може ќе сними некој спот таму како кукулеле, ќе се шетаме со Харе, па ќе да па плажите. Дека сме биле во. Да. Сакав да те прашам за музичката кариера. Ти започна со Хавана бенд, се викаш? Хавана бенд. Со Зеко и Пиже, да. Па тоа беше повеќе кокетирање. Такво беше време лудо, памтиш ти беше тогаш, ама тоа беше лудо време така и се почна всушност, ви што многу малку луѓе ме прашале, Матиник. Сум слушала. Легендарниот била Матиник. Мала бев, да, Матиник Легендарниот Матиник беше толку популарен. Култно мистенце, градско, кај што се собираа луѓе што се баш... Така. Работеше само, од сабале што си работеше до ручек, во 3 затвараше и вечерта ќе отвореше во 7:30 екипажот, од 8 во 11 пут затвараше и после сите идевме во парк. Беше многу популарно и беше такво, млади уметници, одевме таму, тоа се. И јас толку се импресионирав од тоа место, таа енергија што го имаше тоа место. Во студиото на Тоше Поп Симонов, кој е тука умало, снимив Дојди во Матиник, се викаше, мојата прва композиција фактички, дага се викаше Дојди во Матиник и беше хит и ја пуштаа таму во Матиник нонстоп, па дури издействувавме тогаш преку некој уредничка, се пушташе и на македонско радио, дури они сватија дека тоа реклама за кафич, рекламата бидна. Да, и некако во тоа време, дружејќи се со Тоше Поп Симонов, да ти кажам, идејата Зеко Пиже ја да правиме бенд е наша, но да не беше Тоше Поп Симонов, тоа немаше да никош да не има. Да. Да добие таква форма. Да, он беше тогаш во животна форма. И навистина многу брзо ги направиме тие композиции и после почна јас со татко ми веќе работев, му пишував текстови на џамба за Макфест, за скопски фестивали. Јас му напишав на татко ми 2-30 текста. Не. И во тоа време почнавме така, јас свирев ако ти текнува во МЦ, сам со гитарата, во тоа време паралелно Гуру Харе со Гиш, Банкл Блуз Бенд, се зближивме. Се навлеков на тој блуз, на тој звук, тоа и така тргна. Со Гуру Харе. Да, еве ти го донесов и CD-то што го издадовме лани, попово 30 години од нашата заедничка соработка, сите песни што заеднички сме ги издале и уште некои. Првите 30. Првите 30 се мисли на годините. Да. Првите, па после за вторите 30 ќе направиме. Да,
Значи, на 2 ноември свириме во Торонто, се враќам и на 20 ноември ќе биде премиера на представата. За представата да ми Да. кажеш. Исто така многу ме интересира. Многу добра екипа. Да, ова е Македонски МБА, ја народен викаат, театар. ова е екипа, Ова е МБА, МБА, екипа, да. дури Прва душманите постава. веднаш првиот, вториот ден кажале, што бе, овие? Ќе се испокараат третиот ден. Нели И суети? ние направиме сите консензус актери, да. и покрај тоа што имаме јаки суети, оти добар Да. глумец нема ако нема суета. Нормално. И на вистина оди како подмачкано. Супер. За инат на душманите секогаш излегува добра премиера кога душманите ќе се вмешат. Они сами си прават бења. Мотив, плюс. И не мотивираа сега да им докажеме дека не се во право. Да. Има кого да набројам сега. Ајде, поред. 12 се вика представата, тоа е оригинален текст на Реджинал Роуз. Инако има филм со Джек Лемон од 97 година и уште еден филм на таа тема со малку преработено сценарио на Оскаровецот Никита Михалков на руски јазик. Не е битно, режисерот Синиша Евтимов ја заврши работата со самиот факт што не собра сите на едно место. Значи оваа екипа ја гледате сега и дај Боже уште 100 пати. Ама тешко. Тешко. Значи Никола Ристановски, Тони Михайловски, Сашко Коцев, Владо Јовановски, Јордан Симонов, јас, Александар Микич, Благоје Веселинов, Горас Светковски, Оливер Митковски, Владо Јовановски, Сенко Велинов, Ѓорги Јолевски. Имаме на реплику представата. Чао. Чао, вас, чао. Да. Колку? Е многу добар текст. Едва чекам. Станува збор, Кога е приказната е за 12 поротници кои ги внесуваат во просторијата кај што треба да одлучат, ги заклучуваат и кажуваат дека не одлучите, нема надвор. Решаваат за судбината на едно младе момче кој е одвинето дека губило татко му. И само една болва што ќе се пушти на почетокот го менува текот на представата. значи, Тоа што го кажуваме на. Тоа што го зборевме пред разговоров, дека некоја ситница може да ти го смени животот Да, или представата за тебе. Или не знам дали ја знаеш таа приказка за Ајнштајн. Како студент на час по математика, професорот за да ги релаксира, им кажал да напишат таблица множење по 9. И Ајнштајн ја пријавил својата таблица множење, тоа денес или вчера го видов. 9 помножено по 1 9, 9 помножено по 2 18, 9 помножено по и на крај 9 помножено по 10 91. И почнале да се смеат неговите колеги. Хаха, сгреши. И он вика, гледате, никој не ме пофали што првите 9 одговори беа точни. А се фативте само за оваа една грешка на крајот. Така вика и во животот. Е баш стварно Да. така. Дали почесто ти се фаќаат за успесите или за твоите грешки во животот, кои си ги признал Јас сум еден јавно? од ретките кој го јаде и кога е успешен и кога е неуспешен. Јас сум еден од ретките. Значи, и понекогаш се чувствувам навистина бедно, кога ќе сватам дека они навистина мислат дека човек нема право да се промени. Има право. Човек има право да се промени колку пати сака во својот живот. Го живее својот живот, режисер и креатор е на својот универзум. Што мисли Петре од Македонски Брод? Мене нема да ми го промени животот, он може да мисли што сака. Сега напишав, значи, пријатели, имате 1000 причини да не ме сакате, ама немате ниедна за да ме мразите. Не можеш да мразиш човек што не го познаваш. Како може да ме мрази тој кога ја не го познавам? И кога ништо не си му Не сме се погрешил. виделе, значи тој зборува самиот за себе. Во моментот кога те навредува, тој кажува каков човек е. Да. И на крајот на твојот за успехот, Наслово. кога ќе ме прашаат дали се сметаш за успешен човек, јас велам да. Што значи тоа успешен човек? Кога ќе отидам на нови свет, ќе останат до тогаш ќе бидат 10 книги, ќе останат неколку Песни, филмови, филм. многу театарски представи, песни за други, моите песни, ќе останат приказни за мене. Еден куп дела. Тоа е желбата на секој уметник, да биде бесмртен. Не постои таква работа, но ете, да бидам што подолго. Не, тогаш сум вистински уметник. А инаку да ме прашаш приватно, мислам исто што и Луи 13. После мене е потоп. Така мислам затоа што сум сам. Веројатно не мислите вие така што имате род и пород. Но јас сакам да се Значи, шегувам. тоа го чувствуваш Сакам да се како шегувам со најголем оној неуспех. свет и со смртта воопшто. И таа книга што недостасува мене човек зборува за како треба да и пркосиме на смртта. Многу луѓе изгуби од твојот живот што ти значеле многу. Многу на вистина.
Наистина. твоите другари, пише Зеко, и твоите родители. Многу луѓе што, значи, во животот ти биле премногу блиски. Особено сега маја со короната, тоа беше на секој Страшно. 2 дена по некој. На секој 2 дена по некој. И Сигурно и тоа го менува перцепцијата и начинот на гледање понатака на нели, значи таа корона колку што не утепа, толку не утепа не освести. уназади, толку помогна во некои работи, Да. но за жал сега во овие години, овие последниве две, мислам дека полека се чувствуваат последиците. Јас некои луѓе не можам да ги препознам. Не можам да ги препознам истите луѓе, тоа не се истите луѓе од пред короната. Смене се Времето ќе преплаши. покаже дали ние што се вакциниравме, сгрешивме, па ние сме такви или ти што прележа. Вие се вакциниравте? Јас се Ние не. вакцинирав. Јас се вакцинирав. не. Се јавив на мојот доктор и он ми рече дека морам да се вакцинирам затоа што мојата болест во тоа време беше на прво место по ризик. Сега да ме прашаш, можеби не требаше. Но ете не се кам. Јас сум сигурен дека завршив добра работа. Оти не заборавај дека ние имавме концерти и за време на корона, кога ја подослободија работата. Знаеш ти дека јас после концерт се сликав со по 100-150 луѓе. Да. Јас бев наизложен. Оти, што ќе му кажеш ти на детето што те чека? Не, страв ми е, ќе има корона, не може да сликаме. Како тоа? Не може. Нема. Мене тоа ми беше најчудниот момент, што секој различно ја прежива и немаше никакви правила со таа корона. Ние у Вдојран, Најубаво. на тераста. Целата корона тераса е вонка сме ние. Шо? А замисли во згради, бе. Да, ужасно, можам да Со претпоставам. минимално терасиче. Јас и бев во двор. Клаустрофобија. Тогаш бевме и во љубов, нели, тој ние уживавме таму. Да. Немаше потреба да На излегуваме. тебе короната ти беше со љубов и со... Во време на Да. локдаунот почна љубовта. Да. Кај Па онда со се врата отклучала и птици се одлетеле. Се чувствуваш ли на темата љубов, врски, девојки, жени, успешен или Па ја неуспешен? мислам дека више е дегутантно да ме прашувате за љубов и врски. Зашто? Тоа е тем, не, стално го кажам како што Здравко Чолич. А сега не може на 72 години он уште ми пее подсепачу чарапице гачици, тоа не иде. Не оди Маја, мора да се зложи дека на 70 и кусур години има човек. Значи, некои работи Се со свое време. тоа ми беше некако последната шанса, ете така, да почувствувам вистинска љубов. Јас ја почувствував. Ама се Јас. ти си правиш блокада дека тоа била последната шанса. Што е разликата од пред 2 години и сега? Ама не барам веќе. Е па добро, да се Не, случи до душа може не сам. барав ни тогаш, сама се она појавила. Значи нема правила, сега тоа ти Нема си го правила, правиш нема таа правила. бариера. Но ете сега, знаеш, кога си изгорен, после и намаштеница дуваш Е, како тоа. е. Да, сега веќе Значи, тоа е како ќе си се Вие програмираш. жените сте опасна направија. Опасна. Зашто? Па кога би можел барем 5 минути да бидам во вашиот мозок, за да видам зошто така. Значи, мислам, тој е антагонизам меѓу маж и жена, кој на Балканот е најизразен. За ваша среќа, во последно време феминистичкото движење на вистина е онака. Председателки, премиерки по Балканов шибаат и сега е вашето вистинско време, ама многу сте бе човече такви. Сега за 8 март кога беше напишал. За 8 март, жени, што да ви кажам кога вие онака се знаете. Порничка се труди. Нема објаснувачка. Се шалам. Ама, ете, сепак е битно и важно, неважно колку ќе трае. Јас мислам дека вечна љубов не постои. И јас исто мислам. Нели? Па, самиот факт дека нормален човек велат дека во просек се заљубува 2 до 3 пати во животот, кажува дека тоа е можно. Се заљубиш еднаш, па да се одљубиш, Па- се заљубиш втор пат, па да се разочараш, да се заљубиш трет пат, па она да се разочара. Веруваш Но во се- тоа дека може да постои љубов од запознавање до крајот на животот? Таква љубов? Секогаш кога ќе ме прашаш вака или слично прашање, ми текна на татко ми џамбас, како ја спушта мајка ми со ковчегот и како зема земја од тоа купчето и вака ја фрла земјата и вака се поднаведна на тоа и само вака каже: "И што ќе правам сега ја без тебе?" Неверојатно. 27 години ја тажеше мајка ми. Разбирате ли вие, 20 сеќавам дека еднаш му понудив карти за опера, некој гостуваше, што он го знае,
да оди со една негова комшивка на која и почина мажот неколку години претходно, кој исто така беше музичар и тие се познаваа. Таа прифати од прва, со маестро да иде на опера, срам да тие ми рече. За мене постои само мајкат Јанче. Ама викам, джамас бе, на опера да одиш, да правиш мове. Не, никогаш повеќе вакво нешто не си ми. Разбираш? Да. И мислам дека мајка ми и татко ми беа многу блиску до тоа. И сега, откако умре стариот, со сестра ми се спакувавме во некои кутии, чепркам по тие кутиите, но немам снага баш и храброст премногу, една по една ги отворам во една кутија. И тоа е книга, сега ќе направам книга од тоа. Во една кутија најдов писма од мајка ми, што му ги праќала на татко ми во војска. Татко ми бил во војска година и пол дена. Секој ден околу 500 писма. Љубов моја. Денес е четврток, тој. Јас направив манџа за татко ми, сега кидам на проба во театарот. На целиот живот нивни во година и пол, во 500 Па, 500 писма не се лажираат. Ти можеш да излажираш 1, 2 или 5. 500 писма не може да се излажира. Како? Односно, таа генерација, не велам само за мајка ми и татко ми, од таа генерација љубови, што траат, што се цврсти. Еве, морам да ти кажам, се надевам дека ќе биде драго. Родителите на Илина. Па, љубов. Имаат по 75 години, не знам колку. Фака да ги гледаш, знаеш, точно како се нашли во животот, колку се им е јасно, колку се разбираат, но тоа се многу ретки приказни. Тие времиња Многу се радувам кога ќе видам други. колеги наши што се земале од фелава, од браншата блиско и што тоа им успева. Многу се радувам. Да, Многу респект се за радувам. тоа, дефинитивно. Оке е многу тешко. Да, многу тешко и начинот на живот е многу поинаков сега. Тогаш се поставувало на едни други постулати, се упознавале, време, процес. Сега се оди преку ред, Но ти смислуваш месец денак првиот бакнеш каде да биде, како тоа да го инсценираш, што да направиш. Ти си оптеретен со тоа. така да Нема се такво вложуваш нешто. целосно и затоа и трае. Срце моја, сега е брзината на Тиндер. Не, друг ми објасне што е Тиндер. И после најдов и филм на Netflix да го гледам. А пред некој ден, еден мој гостин ми презентираше како изгледа. Млад дечко. Да ти кажам искрено не знам. Значи, млад дечко најде 3 партнерки за 5 минути. Пред мене. 3 партнери, едната беше на километар, другата беше на 3 километри, третата беше у аеродром. Двете беа странкињи кои дошле тука и сакаат малце друштво и они, едната беше наша. За 5 минути. Нели, им Ја се опсту споја, не го знам ова. месечината и сонцето им се споја и 98% они се. Ете. Да, тоа функционира во Македонија. Па Да добро, знаете, затоа е така. родители, проверувајте ги мобилните телефони на вашите малолетни деца. Проверувајте ги мејлови, имате право на тоа. Постојат програми да ги контролирате, да знаете каде се, што прават. Дали после такви долги љубови силни, еве како твоите искуства, останува пријателство, останува убави сеќавања? Не го поддржувам тоа. Јас сум балканец, растен во 80 години. Тоа Нема после љубов, пријателство. Нема. Сите мои најголеми љубови си имаат своји животи, не комуницирам. Ако се видиме на улица, ние ги се поздравиме, ама нема пријателство. Да. Нема лоша мисла, нема таква работа. Како да ти кажам сега? Тоа е завршено. Оти мала слабост е потребна да бидеш пријател со некој што... Ма тоа е, како ти кажем, недозволиво е за нормален човек тоа. Да бидеш пријател со некого во кого си влюбен. Кого лажеш ти? Него, себе, твоите, јавноста. Не може. Јас затоа првите... Тако беше договорот. Оке, те ослободувам од обврски, терај си кариера, Америка, се, само те молам да не комуницираме. Така. И јас немам отворено ни една порака на Илина Арсова на Инстаграм. Ни една. Никогаш не сум сакав да се држам до договорот, ми требаше 6 месеци, можеби 9 месеци да се оправа. Преболуваше? Да. И воопшто не кев ни додам за дојран. Болував тука во Козли во станот. Мислам дека подобро направи, зашто па во дојран некако се ме подсетуваше на неа.
Од таму почна љубовта и буквално во секоја куќа ние сме поминале или биле на таа плажа, на тој шанг, во тој ресторан. И го избегнував Дојран наискрено. Ми беше така шубе. И дури после година дена отидов. Скоро година дена не бе во Дојран и тоа беше удар на вистина за мене, а и за дојранчани. Дек си бе човек, ти бе, дек избега. Времето лечи све. Да. Кај некој побурго, кај некој побавно, кај некој успешно, кај некој неуспешно, но јас сум 61 година. Да имав 26, може би сега ти ќе ми испровоцираш и после ово интервју ќе напишев една порака. Ама немам 26. Немам време ја за тоа. Ти се врзуваш многу за цифрата, ти имаш многу млад дух и многу забавен и интересен живот. 61 година не значи ништо. Си правам малери, контра малери што викаш Зеко. Си така си правам малери. Не сум хипохондрик, ама само викам, не бе, ја ќе рокнам брзо, ово ми е задње кречење. И си ти се смеја. Да, ма јас си правам контра малери, ти си од наша генерација, сам си правиш контра малери. Добро. Ако е тоа. Тајна Зеко легенда, контра малерето. Додека играш на Мегавин, можеш да го добиеш ова BMW. И додека се прашуваш каде да заминеш со него, можеш да добиеш уште многу вредни награди. Играј на Мегавин. Можеш да добиеш многу вредни награди, како и ова BMW. Времињата тогаш ни сега забавата у градот, такви некои моменти сега претпоставам не излигуваш. Мислиш ли дека Скопје имаше друга душа на време? Не излегувам, ама свирам по тие места. Да. Големи локали, дискотеки, клубови, одам, гледам. Шо ти кажам, мај? Ние сме последните мохиканци, Гуру Хара и јас, Супер Хикс, Фолтин, Нокаут. Ки испуштам некога, нема да ми замерат. Next Time, Лозано, Дани Димитровска. Ние сме последните мохиканци. Верувај. На некои места воопшто не сакам да одам. Затоа што, не знам, 3 пати годишно гостуваат Аца Лукас во тој локал, а кога ќе треба ја да свирам, газдарицата пита, а шо песник свири Игор Джембазов? Викам, не сакам да свирам на такво место. Не затоа што ми е повредена суетата. Да, едноставно не е фреквенцијата таа. Не е таа, штом не знае газдарицата кои песники ги свирам, публикат и ти набргу сваќаш дека еве во последните 3 години ти кажам наискрено, некои места каде што со години одевме, кај што публиката не чекаше секоја година да видиш што има ново, не дека не постојат во сосема друга форма. Турбо фолк клубови. Турбо фолк забави. Паѓаат у несвест на тие песни, ја не можам да го објаснам. И ќе си умрам со тоа дека нема да успеам да променам ништо од тоа. И ова што го работам како текстописец, како блузер, како рок-н-ролер, како што сакаш, ништо, тоа како да ги каснала пчела од тие најубавите пчелички сум ги каснал понекогаш кога ќе напишам нешто. За жал, кичот, шундот и турбофолкот завладеа и со Македонија. Бар да беше наш, па да го, нели, ќе го средевме некако. Туѓ! Кај нас веќе многу послабо се прави музика воопшто некако, или не се актуализира толку ради медиумите, не знам. Па еве ова го кажував некаде, јас се овие помладава генерација сака да им напишам текст и не одбивам никого се. Да. И колку сум должна, ништо не си должна срце. Еве ти, ако некогаш снимаш албум, ти треба, тогаш, ако имаш буџет, ќе се договориме, тоа најлесно, овој ти е подарок од мене. И ја ќе ја направам песната и после некој време ќе ја видам на Инстаграм како пее песна од Аца Пејовиќ. Забајле у кревет, мамурна. Значи, тоа што го пееш на Инстаграм и тоа што го снимавме кај Дарко у студио, врска немаат едно со друго. Ти ко се ја да пеам на Цветници другата година. Или на Валандово фест да пеам за Гоце Делчев некоја патриотска песна. Прво не сум пејач. Да, не си профилиран така. Јас сум забавувач, ентертеймент мајстор. Јас да знаев да пеам, така им викам, да знаев јас да пеам. Како видиш? Па јас ќе свирев со Барбара Стрейсен да на Трамп хотелот. Како успеа на времето, сега ми се надуврза, вака ми течат мисливе, пошто не се држам до некој сценарио, него сакаме баш спонтано да ни тече разговоров. Ми текнува дека беше и водител и правеше една емисија на ТВ Сител. Дневна соба, тој е првото ток шоу во Македонија. Да.
Со куче, со аквариум, со Да. риби, со папагал, со Да. познати гости, да не ви кажам кој се беше, Неда Арнелич беше заедно Да. со вистинската делфина. Леле, Мини стварно, Макс, да. Борат Шорба, покоен, Кој? кои се и сите од македонската естрада. Естрада, сите. да. Тоа беше многу гледано. Многу гледано Траеше и две многу сезони интересно. за жал. А зашо ја прекина уствари? Па да ти кажам тогаш сител беше телевизија, што значи имаше проекти, две сезони завршија и некако тогаш со Горан Иванов, со Мали Дзинго што се го викаме ние, некако не се договоривме, ама нешто немаше зла крв или нешто, не се договоривме. Да. правиме друга сезона. Така, не, ајде прави, и отидов на друга. Други Телевизија преокупации. почнаа бингата и Да. тогаш ја се. Да, после тоа беше Да. бингото. Едното бинго, па второто, па тоа легендарното. А и паметам имаше некоја радио емисија 24 сати без престан. Како Овде- го успеа тоа? Овде постоеше Sky Radio и во улицата, мислам дека Пајак се вика улицата, за МЦМ, втората слепа уличка, во тоа во Девер Мало. И беше собрана екипа страшно. Значи Драган Басо Точка Костич беше главен уредник. Емисии има Гиш, Гуру Харе, Викса, Дарко Мјалковски, јас, Жана Нострадамус, Ванчо Петрушевски, Гоце Тодоровски. И мојата емисија се викаше не, прво правев полноќна програма, после доби некакво име, но главно една вечер на гости го поканив Славе Билбил да раскажува за боемскиот живот во Старо Скопје. Емисијата почнала 10:30 на вечер, тоа беше ноќна програма. Со Славе ја затеравме тогаш, он донесе од кафаната ракија, тука и мезе донесе, се направиме, моје цело Скопје слушаше и едно време кога се освестивме, свативме дека е 8 саца бајле. Туку беше слушал, се ува луѓе, кажува приказни ова. Леле, колку време водиме? 9,5 сата. И некој спомна, абе имаше сега еден французин, чекај да најдеме, немаше компјутери тогаш ова, баш ќе проверам да видам дали ќе го најдам тоа во политика, стариот негов сечел. Дојавме до информацијата дека некој направил 15 часа на некој француско радио, 15 часа, викам, ја и Славе, више направиме, ајде ќе правиме 24. Рекордов. Кај ќе издржиш, бе, мајзо, 20. И го закажавме многу брзо и го направив. Имав представа во театарот, Грефили Шприцер, заврши представата од 10:30, пред 11 почна емисијата и траеше до 11 вечерта. Другиот ден дојде човек од Гинисовата книга на рекорди, со седиште во Белград, тогаш беше најблиската. Да го Беше присутен евидентира. тука, да евидентира, имаше правила, 3 минути музика, 3 минути говор, не смееше тоа да се наруши. 24 сата треба да одиш по мала нужда. И тоа беше, значи таа песна од 3 минути, за тоа време ја кај Дејан Цветковски, газдата на радиото, горе тоа, и еден туш, оти беше несносно, Жешко, имаше човек со мене, Дон Карле, кој пушташе музика од 24. Така да и он беше, Принудно мора беше да биде. фешта, се сеќавам луѓе И добро раскажува влеговте во дека Гинисова книга? не успеавме затоа што $10,000, сеќам требаше да се плати котизација за воопшто твојов атемпт да биде земен во предвид. Аха. А тоа беше многу лошо време, тоа е 93-та кога беше катастрофа, само што се осамосталивме, уште немаше ни пари, беа бонови. Знаеш. Да. Но тоа е најмалку битно. Битно е што се случи низ Скопје. Луѓе кажуваат дека низ трговски центар сите бутици, тогаш работеше градски трговски центар, трите спрата. Сите бутици се договориле така не начело, На и истата. ти викаш шеташ низ градски трговски центар и одиш ручаш и овој уште збори. Па идеш у кафичот, па уште трае, човеков уште збори. Ба што е работа, зашто? Да, многу беше добро. Значи, стварно Дојде еден дечко, тоа малку луѓе го уникатен знаат. пример, вака морам да ти признам. Да, а дојде еден дечко, се појави 5 минути пред да почнеме. Здраво, јас сум тој од Белград, студирам филмска режија, дојдов да снимам документарен филм за ова чудо. Снимај. И сними документарен филм, беше испит за 4-та година. 3 филма прават, игран, документарен и не знам, анимиран. Да, Мозаик звани Игор Џамбазов, така се викаше. И сеќам во МЦМ имаше промоција на книга на Горан Стефановски и гужва и викам, таму идеме. И сеќам тоаш сите најшлак што беа кажаа по нешто убаво за мене. И од тоа он направи документарец и од оригиналните снимки. Браво. Да, беше повеќе културен настан во градот, отколку што беше некако бркање на рекорд. Беше забава, многу добро. Да, мислам на вистина е
покрај тоа што стварно имаш идеи секогаш, многу е интересно каква динамика несуваш и како знаеш секогаш да го задржиш вниманието. И дури си успел и 24 сати, што стварно е за поздрав. И кога се работи за бингото и за тие проекти, еве државна лотарија ќе ја поздравам во оваа прилика, бидејќи се наши поддржувачи на емисијата, главни генерални спонзори. Браво. И навистина ни е потребна, нели, на сите овие проекти кога имаме поддршка, а ти беше дел од Со години. Со години. Од сето тоа, дури и сега да им се заблагодарам, пред година дена, кога се отвораше апликацијата Megawin, ме повикаа да ја водам програмата заедно со Маријана Станојковска, влечевме коли како во старите добри времиња, а они смислија забава од хитовите македонски од 90-тите, па од Ерзана до, не знам, Угро се пееше си. Се видовме со луѓето. Меѓутоа во времето кога се случуваа наедно со Натали тие бинго емисии, тоа беше нешто што мислам дека општо сите го гледаа. Да, и тоа беше далеку од коцка или нешто, тоа беше семејна забава. За Семејна само 50 баш, денари цело семејство уживаше. Тие што може да си дозволат трошеа и 100 и 200, имаше будали што се коцкаа, што купуваа по 1000 такви картички. Но забавата, а ако ти текнува и содржината, тоа што јас го кажував, што го правев со тие бројки и со тоа, и ми кажа една професорка, вика, не си свесен, ама ти си едуцирал цела една генерација. Да. Една изгубена генерација, таа е таа која почнаа мобилните, што влегоа пред време во мобилните. Вика, јас тогаш прв пат се слушна за смоларе, за водопадите. Да. За јако ги спомнував, жимите, верувај ми, тогаш немаше фејсбуци и тоа, луѓе вика, што измишља бе овој џамбал? Има бе водопади во. Водопади 38,5 метри се. Не да има. Како енциклопедија си. Значи, како ги надоврзуваше бројка со име, со све. Ма јас тоа го подготвував маја цела недела, луѓето мислат тоа така. Знаеш кога ќе го видиш Меси како игра, што би рекол Калински, како да е тоа најлесната работа на светот. Браво. Тоа беше макотрпна работа во време кога немаше интернет. Значи јас за секој податок морав да идам во Америчката читална или во Француски културен центар или во представништвото на Политика да ги замолам да не ги фрлаат старите броеви на Политика, да ми ги дадат зашто мене ми треба да барам бројки. Браво. И што кажу Срби, елем, посветеност е формула и равенка за успех. Посветеност кон работата. Точно. Тоа е. И кон било што. Нема неуспех ако си посветен на твојата работа. Сега ги гледам помладиве, јас сум сега најстар у екипата, па чат па знам така моце да ги искарам. Никола? Но сите, тие се деца за мене. Што ти тебе, јас сум играл во црно-бели филмови, душа моја. Они играле во колор. Слушнав тоа, гледавам. Да, најстар сум. И така, да, посветеност. И гледам на пробите од режисерот, па и сите ние 12 дека сме посветени на тоа и успехот е неизбежен. Секоја чест. Ајде ќе го спомнам само дека сме кај музиката и Раде Шербеџија, знам дека бевте во добра дружба, оне навистина име, се уште комуницирате, се дружите. Кога ќе дојде тука, секако. Тоа, јас не сум човек што ги заморува луѓето што ги познава. Да речеме југословенска кинематографија, се она што се случува во Србија, во Хрватска. Се следам заради Тони Михајловски, Никола Вистановски ги следам. Еве сега на Глеј си ги гледам сериите што не сум ги гледал. Да. Убиците на мојот татко, Црна свадба, кај што и Тони се појавува и Никола, и многу се гордеам. Ги пратам и ги гледам, па затоа сакам да те прашам дали си имаш и ти конекција, желба или можеби можност за тоа или не сакаш? Можност, веројатно имам, треба се пријавам на кастинг, јас се познавам и со Бјела и со Којо и со ова, но ете не сум го злоупотребил тоа наше пријателство. Не сум напишал никогаш порака, узми о неки филм. Нели? Глупаво би било. Јас се сметам себе си за доволно квалитетен и верувам дека ако му притреба човек како мене, секако ќе се јави. Штом не се јави, значи дури Тони ме натера да одам и на кастинг за Сенки над Балканом 2. Јас не одам по кастинзи, ама затоа што ме замолил Биела да дојдам таму за да видио и бев многу млад за таа улога. И на крај играше друг актер и која гледав серијата, сватив дека тој треба да биде стар човек. Да.
И така извини, викам шо извини сега тоа е. Да. Но не потам јас од тоа. Не потам. Ако не снимам у Београд, ќе свирам во Пехчево. Да. Ја нешто ќе правам со себе, со својот живот, со своите нешто ќе направам. Толку си креативен и не стоиш, што нема за Тоа тебе ме одржува, застој. веројатно тоа ме одржува. Секоја чест. Сега прва ја гледам дека Гол човек, имаш веќе доста книги Да, издадено. тоа е 20-тото издание, лани Добро. година, 20-то издание на Гол човек, што ќе каже над 30.000 копии. И ќе признаеш дека тоа е голема бројка. Но тоа е само од издавачкиот центар 3, но ова е издадена на сосема друго место, неколку години порано, така да над 40.000 примероци се продадени. Велат дека е култна книга на еден дел, една генерација од тоа и еве сега на концерт ми е спомнал. Леле, ја прочитав Гол човек прв пат на 35 години ја прочитав. Научили нешто злато. Леле, многу тешко тоа. Да. Тешко е. Ова е Да, тоа е едноставно книга што имаше мрачно, мисија и тешко мисијата искуство. се. Да. Таа епизода од твојот живот, Тоа е агонијата, да. како си ја доживуваш? Па ете, тоа се тие агонични Дојде до надвинување на 9 тоа. месеци такви агонични. Сметав дека е подобро да не се случи ништо што ќе ја загрози и ќе го загрози интегритетот на семејството. Татко ми беше жив. И најмногу заради него. Едноставно ме снема за да не се случи тој да биде вмешан на било каков начин. И многу сум среќен што успеав да го направам тоа. Никогаш никој не му се пожалил на татко ми, камоли нешто да побара од него. И така натаму. За среќа. Тоа беше едно хаотично време, но знаеш, се враќаме на оној муавет. А што ако па не се случеше тоа? Ке ти беше ли различен животот? Сигурно. Ке ми беше различен, но дали ке беше успешен? Да. Шо ако бев? Средно рангиран актер, на кој не му е веќе до театар, сака да игра табла со комшиите, со чичкалецо, такво со една бела мајчка, со голем стомак. Има 3 улоги во театар, 5 на филм и толку. Тоа не е Не успех. си ти. Па не сум јас тој. Не сум веројатно јас тој. Не бил ни татко ми, не била ни мајка ми, не бил ни дедо ми. Сите си оставиле печат, мораше. Сите оставиле на свој начин. Јас сум оставил таков печат на ова такво модерно време. Апсолутно. Јас сум таа генерација што се доживеавме ние. Од трули комунизам, благ либерализам со социјализам, преку демократија, до се ова што сега ни се случува. Бевме сведоци на, мојата генерација е сведок на, не знам, убиството на Кенеди, смртта на Мерлин Монро, на месечината 69-та година Нил Армстронг, сите можни војни од Камбоџа и Виетнам до Иран, Ирак. Моето детство помина во тоа што кажал Анвар ел Садат и не знам што се случува на границата помеѓу Египет и Сирија. Пред 50 години тоа ми беше детството. Сега кога вклучувам телевизор, истото е моја. Истото. Израел го нападна. Бејрут, толку мртви, толку повредени. Точно 50 години и 100. Оно само ќе се појави, па ќе го снема, па ќе се појави во друга форма, на друго место, па ќе го снема. Многу бргу оди напред човечката мисла, можност на човечкиот мозок, а толку малку се употребува за да се подобрат нештата на планетата. Не е во ничи интерес. Знаеш, кога гледавме холивудски филмови како деца, во секој од тие големите хитови имаше по еден лошчичко. И во Супермен, и во Бетмен, има еден што сака да го уништи светот. Сега има многу такви. И они се здружени. И сега е многу тешко. Доминираат. А нема ни Супермен, нема ни Бетмен веќе, нема ни Банана Мен, нема ни Айрон Мен. Да. Сепак, на крајот ќе излезе дека сите овие жртви по овие војни, дека се за некаква вода, нафта или пченица. Да. За жал. Жени, деца, старци, отидоа заради тоа што ќе, ако ги земеле русите пченицата, ќе сме останале гладни. И тоа ти го наплаќаш со 100.000 животи. Па, не можеш да ме убедиш. Нема вредност во Не можеш да ме време убедиш живот. дека тоа е Човечкиот тоа живот. што го движи светот напред. Апсолутно не. Материјалното никако. Вторава книга? Од гол па облечен човек? Тоа е од гол по облечен, тоа е така поблага варијанта, тоа се приказни од 80s и 90s, поврзани со нас глумците и има посебни приказки за татко ми, за дедо ми, за покоен Бранко Ѓорчев,
за некои мои љубови кои се напишани под псевдоними, дека сега се возрасни жени, баби веќе и така натаму. Ето, значи- Романтични приказни за 80-тите и 90-тите, облечен човек. Улица диши длабоко, тоа се сите стихови што сум ги напишал. Прирачникот за Ова се ти малце антиалкохоличари. Да, малце подебел од сега, да. И тука недостасуваат две, ама тоа на следната средба ќе ти ги донесам. Да. Ги сакам сите. Првата Ќе ги сум ја добија. читала, другиве не. Прирачник за антиалкохоличари, пошто ова на многу ќе им треба. Молим те, кажи што е ова сега. Па Што тоа е се тука, тоа се приказни од бифето на Драмски и тоа како живеевме како млади глумци во заблуда дека не можеш да бидеш добар глумец ако не пиеш алкохол. Тоа е една од првите заблуди што младиот глумец ја добива кога дое во театар. Во мое време зборувам. пијат за интересно. Ако ти кажам сега дека во Скопје нема повеќе од тројца пијаници глумци, нема да ми веруваш. Стварно? Нема. Браво. Теретани, Игор Ангелов трча маратони, Симон Атони Михайловски, Александар, некој нов довод дисциплина, нешто низ природа, трчаат, прават. На здрав живот се дадени. Тоа, тоа е добро. но пијаници нема. Пијаници нема. Алкохол не се... Нема бифе, Маја. Нема бифе. Кај да пијат глумците? Нема бифе. Театарот без бифе, им реков да Значи- отворите бифе под хитно, го отворија па го затворија. Најдете начин, треба тендер, треба. Да отворите бифе. Пробата продолжува во бифето. Не можеме на сцена да останеме. Некои си одат, но овие што се позаинтересирани, седат во бифето и продолжуваат со разговорите околу пробата, околу ликовите, односите. Да, споделување. Така. Во тоа бифе се случува, се решавале многу битни работи, се случувале многу убави работи, нешта, прослави, запросувања, се што нешто. Таа книга зборува за легендарното бифе во Драмски, во кое јас научив како да пијам, с кого да пијам. Влегов во тој боемски живот, ужива во него. Тоа се работи што сум ги запишувал уште како младич на салфетки, на каса прими оние, на парагончиња. Немаше ко сега. Сум ги запишал, па сум ги наоѓал по джебој, па сум ги складирал по некои кутии еден ден, решив да ги соберам сите на едно место, ги преточив во една приказка. Се вика прирачник за антиалкохоличари, фактички прирачник за пијаници. И зборува за моето искуство, јас бев принуден да заминам во Бардовци, клиниката, почувствував потреба сам дека е доста, тоа е 93-та година. Баш се И изненадив, таму некаде. пошто знам дека си љубител да си попиеш некоја чашка. Сега веќе скоро Сега 7 веќе не. години, скоро 7 години. Кафенце и вода. Кафенце, вода, пијам сокови и здрава храна, сакам смуди, чија пудингче, Браво. врепови, јадеме врепови секакви, салати убави. И така ми годи таа искрена, но сепак, кога сум во Скопје, сум заробен сум. Не ти е Излегувам да тоа. ја шетам Ферхунде, а во Дојран, Ферхунде. во Дојран е слободата. Во Дојран е навистина слободата. Дури Ферхунде не ја ни врзувам јас во Дојран, таа пуштена цело време, двор, нема кај да бега. Љубител си на куќиња, цел живот си чуваш Кучиња, оние мачки, куќенца. збираме, лечиме, спасуваме во Дојран, тоа е. Но, да, имаше тажна приказка, таа почна од време на короната, кога Скопјани доаѓаја и со се куче, тоа се враќа без кучето, само ќе го остаат на некоја плажа. Расни кучиња, такви. И пиеш кафе низ Дојран и поминува некој оригинален сетер, ама златен, чешлан, и ти сваќаш дека Жал. го откажа. И се организираме, дај, кој ќе го земе, види го како е кучето, тоа. Значи, дури Има во Стојаково Дојран ти е мирот. и да. Кога ќе дојдеш и кога ќе се појавиме на терасата моја и кога ќе го видиш пред тебе езерото Беласица, се ќе ти биде јасно. Верувам. Не треба да те шетам ја 3 дена за ти да сватиш, за 2 минути ќе сватиш зошто сум ја таму. Веро. Да. Со оглед на тоа дека имаш избор многу и дека баш го одбра, тоа сигурно е Сега неслучајно. Добив една непристојна понуда пред едно 6 месеци, што ќе значи да го променам животот. Да заработам многу пари, ама да го променам животот. Човекот дојде во Дојран. Разговаравме колку за еден ручек што може да се разговара. И јас не се двоумев, од прво му кажав дека не можете. Он ме убедуваше и толку беше здодевен што на крај му реков: "Остај сега тоа јадењето, дојди у кола." И го однесов на куќата. Уште се правеше тогаш беа. И застанавме на терасата
Ја гледавме. И ја му викам, кажи сега ти, дали би ја жртвувал оваа работа за таа твоја неизвестна иднина што ми ја нудиш, што ќе ми донесела многу пари. И он се заврте и вика, мене лично ако ме прашуваш, ја би ја жртвувал, ама на вистина вреди. Затоа да викам, само кога ќе дојдеш ќе сватиш што правам јас таму. Сигурно. Да. Ми беше драго, мислам дека со тебе има многу што да се зборува и за успехот, и за неуспехот, и за сите тие твои премрежја животни. Ама како што те гледам сега можам да заклучам дека баш си прав пример за постигнување на успехот. На сите тие предизвици, на сите тие можности во Па животот. нели, тоа што ти го кажано, па тоа ме прави уште поуспешен, тоа не може да го разберат душманите и Заклучувам хејтерите. дека си 100%. Кој ќе кажеш за Игор Джабазов, кој ќе му нагласиш пијаницу, наркоману, коцкару, го правиш уште поголем идиот еден, затоа што кажуваш дека тој човек и покрај сето тоа го направил ова што е ден. Кој ќе би кажа, што си направил? Не, веќе не сакам ни да се расправам што сум направил. Влези на Википедија и ќе прочиташ Да, што сум направил. точно, Еве на ќе ти Википедија објаснам. баш. Така. Хейтер има? Има такви? Ја имам многу малку, ама јас се забавам со нив, ги објавувам, луѓето виж се душегрижници, па деве маестро, уште ли се занимаваш со нив? Јас се занимавам со нив заради другите. Што мене ми го права тоа? Што останува за овие младиве пејачи? Сакам да ги појавам јавно за да донесам памет малце да им да, не знам, нешто да се обидам да спасам. Ги има и кај мене, ама кај мене се маја статистичка грешка. Еве ти кажам. 0,0 такви, нели, Супер. Инстаграмот има статистики, такви. Баш се ја проверував колку имам блокирано за 5 години, па имам 30 на души. Па малце се тоа. Тоа се малце, стварно. Ја поишивам. Повеќе блокирам овие руски напади, имам ја пакистански напади, индиски напади, така. Тие омо ги препознавам, влегуваш, 0 фоловерси, 0 Да. постови, он тројца. Да. Чао. Со Весна Петрушевска се дружите, со тоа не знам дека бевте у таа. Сега нека- пред да дојдам, ми напише дека Минки победил на изложба. Има куче од тие малечки повераец, како се вика тие, и сега на изложба и победи Минки. Она на стари години реши да како се вика тоа, да абсолвира, да стане режисер. И се запише на факултет режија, студира кај Зоја Бозалковска и набргу ќе прави представа испитна, таја што ќе ја промовира во режисер, ќе ова. Сака со тоа се занимава, она си работи со незината актерска школа, тоа Супер. добро иде, незините деца веќе играат по серии, по филмови. Кој во што ќе си го најде мирот и ќе се препознае? Така е, сега и тоа е една јака жена, многу работи се случија, еве и она уште е на нозе, тоа треба да знаеш да се справуваш со тоа. Ако не знаеш, ќе потклекнеш. Да. Односно треба да понекогаш не знаеш дали треба да ги слушаш советите на тие што се околу тебе. Навистина. И јас сега сум во ситуација јас да давам совети, и знаеш колку сум внимателен. Знаеш се и во театарот некој помлад актер, колега, или нешто на музичкава сцена, или приватно некој човек е тоа викам, ама не сум јас, може би вистински да ти давам совет за ова. Не дека се оградувам, туку не сакам да му давам погрешен совет. Да. Давам добар совет само ако сум сигурен дека е тоа Добро, така. доволно е низ твоите искуства и книги и сето тоа што го поминуваш, затоа што ти од твое лично искуство, тоа што ќе го кажеш и како си го надминал без големи Нели? последици. Ама тоа е тоа што доволен повторно совет. тие не може да го разберат. Да. Значи јас никого не сум навлекол на алкохол Да. со таа книга. Туку сум им помогнал на многу луѓе да сватат што може да им се случи ако се на почетокот или што ќе им се случи наскоро ако се во филмот. Секако. И во Гол човек и во сето тоа има. Има и примери, и јас ден денеска, роден ден, нови години, тие луѓе ми честитат, ме сметат како свој, а јас Да. не ги ни познавам. Само ми признал на Инстаграм, во пораки ми признал. Дека таа песна ми го спаси животот. Диши длабоко мене ми го спаси животот. Јас слушав 3 дена непрестанно ми го спаси животот. Тоа е тоа. Браво, викам, дојате гушнам. Во Маврово. Тоа е тоа. Девојка од Гостивар. Се спуштив после некој ден во Гостивар, сакав да ја пронајдам, сакав со неја да направам едно интервју, така, на таа не можев да ја најдем, прекрасна девојка со едни очи. Не е битно. Значи, мојата песна му го променила животот, па не ли е прекрасно тоа? Или таа книга му го... Колкава сатисфакција е тоа. На еден човек да му го промени На животот. еден човек, Па а е јас сум доволно. сигурен дека на повеќе. Повеќе. Да. Сега, најново што им напиша на хетерите, тоа,
Многу ме инспирира тоа ништо. Да. Што би има толку омраза во тебе, пријателе, ти не си направен од љубов. И тоа многу ги боли. Да. Ама има вистина во тоа. Па да. Па да. Човек со љубов и човек што растал со љубов нема потреба, нема порив за така. Многу ми беше задоволство да зборуваме. Кога ќе идеме на вечера ти ја? Ајде. Ајде. Вечер, после снимање. Не можеме боли го. Кичува да ме фати. Па сега после ќе фатиш да дојрали толку. Не, тука сум сега до премиера. А, да. Тука, Кога е премиерата? На премиера ќе дојдеш да ми видиш дейт. Готово. Ќе те носам на коктел после. Договорено. Да те упознам со овие глумци. Договорено за Бараби. глумците, да. Договорено. Стварно ми беше задоволство, Игор. И секогаш И мене кога ти ќе се пожелувам видиме, среќа, добро студио, добра екипа у Козле. Предпоставам дека се спремни за спотови, за други вакви подкасти, за Спремна снимање екипица. реклами и тоа ќе прочитате точно кај треба да се јавите ако сте заинтересирани за Спремна такво нешто. екипица. Да, супер е идејата, супер ти е името, све е супер. Ја мислам дека е супер и полн погодок што си ни прв гостин за отварање на сезонава. Да се Добит жива на и здрава. карика. Пак ќе ме викнеш, пак е тоа. Да. Чао. Поздрав.